четворица гости во нашето студио, два тима кои што учествуваа минатиот викенд на NASA Space Apps Challenge-от. Тоа се тимовите AERT и Space Eagles. Ке кажете потоа дали се добро прочитани имињата на тимовите. Матеј Крстевски е до мене од тимот на AERT, потоа тука е Кренар Ахмет од тимот на Space Eagles, Илин Московски од тимот на AERT. Ве разделивме малку, бевте заедно минатава недела, меѓутоа ве разделивме заедно, и Ендри Чакири е на последното место од тимот на Space Eagles. Прво, добро утро и добре дојдовте во студиото на Македонската телевизија. Да, зборуваме за она што вие го правевте изминатиот викенд, меѓутоа што е поттикнато од вашите идеи и сваќања за животот. Пред се ке кажеме, Матеј, ке почнеме со тебе. Што е NASA Space Apps Challenge-от и што се случуваше таму во тие 2 дена додека бевте учесници? Па всушност NASA Space Apps Challenge-от е организиран од NASA и е напред кој што се одржува на глобално ниво, но предсети на интернационално, локално. Ние победивме на ниво на Македонија. Предизвик беше да се направи, има повеќе челенџи, од кои што има повеќе предизвици за поврзани со светот на астрономијата и науката. Пред се ние одбравме челендж поврзан со интернационалната светска селенска станица и требаше да направиме трекер кој што ќе ја следи во вистинско време во 3 димензии. Тоа беше иновативно, бидејќи пред се до сега сите трекери беа направени во 2D, а ние го направивме во 3D, плюс додадовме и дополнителни функции, како патување низ време, следење на станицата во иднина, во минато, со помош на алгоритми и така. Да. Кој беше вашиот резултат од работата на вашиот тим? Што вие направивте? Дали одговоривте позитивно на поставениот челендж, на поставениот предизвик? Па да, и ние победовме. Беше како co-winner, 2 тима победија. Ние направиме како апликација, вебсайт, која ги каже земјотресите во месечината. И беше многу имавме суксес. Успешен настап на овој NASA Space Apps Challenge. Добро. Илин, функционира ли она што вие го направивте? Функционира. На тоа сме најгорди всушност, дека успеавме да направиме да функционира за тие кратки 48 часа кои што ни беа дадени. Успеавме да го направиме алгоритмот да работи целосно и успеавме сите фичерс кои што ги представивме да бидат функционални на вебсајтот кој што сега всушност онлайн. Да. Добро, одлично. Ендрит, задоволни ли сте од она што го направивте како проект? Дали се гордеете со она што го создадовте? Од ништо направивте нешто? Да, за 2 дена ова е нешто големо што го направивме. Но секогаш верував на мојот тим дека можеме да го правиме ова. Да го направите проектот, одлично. На крајот има 2 тима кои што се победници, 2 тима кои што како награда ќе добијат патување во Кенеди Спејс Центарот во Соединетите Американски држави. Тоа е секако предизвик за секој млад човек кој што барем малку е запознат со она што значи NASA. Што за вас, што за тебе лично и за твојот тим ќе значи патувањето таму во Соединетите Американски држави? Па сега за мојот тим не можам многу да зборувам, меѓутоа за мене можам да кажам тоа е нешто големо. Затоа што од секогаш сум бил заинтересиран во Вселената и во тоа што NASA го прави и во мисиите и нели истражување на нешто што е непознато и фактот што ќе можам да отидам во Кенеди Спејс Центарот и да зборувам со луѓе кои што навистина работат со тоа ми представува нешто што не знам како голема точка во мојот живот. Остварување на сонот, предпоставам? Да, би рекол. Сонуваат ли младите деца во Македонија дека постои Вселената, дека нешто се случува таму, дека можат да придонесат за проучувањето на тој голем непознат простор? Секако па овој настан би рекол дека е нешто што е олицетворие на фактот дека во Македонија имаме интерес за Вселената и за иновации и за проекти кои што ни овозможуваат на младите да се представиме и да прикажеме дека ние знаеме да направиме нешто и дека ние имаме вештини.
Кренар, вие исто така патувате за Соединетите Американски држави. Како вие го гледате вашиот тим ова патување и овој предизвик да се биде таму на лице место, на местото на случувањата кои што, односно во центарот на случувањата кои што се поврзани со вселената, или ајде да кажеме еден од центрите, бидејќи во Соединетите Американски држави има повеќе такви центри. Па, не знам, јас секогаш сум сакал и како дете да одам, да видам таму што има и што се случува, сега. да, еве го се оствари сонот. Да. Матеј, конкурентни ли се нашите млади со младите од другите подрачја во светот? Знаеме дека овој натпревар се одржува во повеќе региони, на повеќе места, не само во Соединетите Американски држави, и потоа сите тие победници се собираат таму во NASA Space центарот. Имате ли информации за тоа што другите прават, какви се другите изуми, како тие одговараат на челенџите, на предизвиците и дали сме конкурентни со нив? Па јас би рекол дека сме конкурентни, дека доста се потрудивме и постигнавме голем успех со ова што го направивме. Со нашите, веб страни што ги покажавме и иновацијата која што ја покажавме во овие изминати 4 дена. Самиот факт што ќе одиме во центарот покажува дека сме доста добри. Дека сме едно младо дете, 16, 17, 18 години, на таа возраст сите средношколци, се уште сте во училишната клупа, заминува за Соединетите Американски држави, ветената земја за многу генерации, не е тоа од сега, туку од секогаш, земја во која што, земја на приликите, земја во која што може да се оствари секој сон. Еден голем пазар во кој што, на кој што може човекот да се изреализира. Нема, секако има потешкоти и секогаш и секаде, меѓутоа и можностите се големи. Како гледате на тој момент? Дали можеби размислувате на таа тема, некако да се изреализирате таму со некој изум, дали со овој изум или со нешто друго? Па од секогаш уште од мал ми бил сон да одам во таа земја на изумите, да се докажам и би сакале некако да конкурираме. Уште не сме стигнале на таа тема, меѓутоа секако би сакале да. Млади сте, имате време да сонувате уште. Кренар, како вие гледате на вашиот проект, дали може да стане проект кој што ќе донесе нешто добро за човештвото? Па е начин на кој да се визуализира ова дата од NASA и секој обичен човек да ја види полесно, да ја разбере. Пошто ако ја видиш баш што е, се бројки, се не знам. Сите детали се илустрира, да. Да. Мислиш ли дека NASA ќе го искористи ова што вие го создадовте? Па да, NASA планифира да го колонизира месечината и ова може да го искористи многу, бидејќи треба да знае за инфраструктурата, значи земјотрасите. Така, за да се постави инфраструктурата Да. таму, треба да се имаат податоци кои што секако со ова што вие го направивте ќе им бидат достапни. Или не може ли еден млад човек да ја даде на NASA нешто што NASA веќе го нема? Може, затоа што предизвикот беше за иновативност и иновативноста не мора да дојде од некој со искуство, иновативноста е нешто што секој може да го оствари. И мислам дека особено нивниот проект со Moonquakes е одличен, затоа што колку што знам до сега нема таков проект направено каде што може да се визуализира во 3D земјотреси на месечината. Нашиот проект од друга страна многу придонесува до покажување на орбитална механика и на фактот дека не е нешто што е толку на страна, дека може било кој да го разбере. И сега, за крај, вие сте млади, меѓутоа имате некаков успех, не некаков, туку голем успех, особено за вашата возраст. И сега што ќе им порачате, не можам да кажам на помладите, меѓутоа да кажеме на врсниците и на оние малку што се помлади од вас. Па пред се секој треба да се верува во себе си. Чисто случајно ја учествував на надпреваров, па ја достигнав нешто големо. И секој треба да се верува во себе си, треба дека може да постигнеш се што сакаш. И најголемите се нешто. Вашата порака? Па Од тимот, од името на тимот, да?
Не знам, исто нешто, секој треба да верува сам себе си и треба да работи. Така, да работи да го оствари со твојата порака, која ќе биде до оние што те гледат? Да земаш секој шанс што го имаш. Секоја шанса што се пружа да се обидеш да искористиш. Да. Или ќе завршиме со тебе? Многу работа. Дека секогаш треба да се работи и дека секогаш може подобро. Меѓутоа треба да се следи она што го имаш замислено и големите идеи да не ги кажуваш на малите луѓе како беше она. Така е, треба да се најде каде да се представат. Треба да најдеш каде да ја представиш и да се обидеш да ја изреализираш. Четворица средношколци учесници на NASA Space Apps Challenge-от, два тима кои што се копобедници, заеднички победници, прво го делите првото место, патувате заедно во САД, представете ја Македонија во најдобро светло, дојдете со позитивни впечатоци, па да се надеваме дека ќе успеете да ги изреализирате вашите сништа и да не направите горди што друго да ви порачаме освен тоа. Да. Благодариме уште еднаш што одвоевте време да бидете дел од програмата на Македонската телевизија и во иднина се гледаме со ваквите слични проекти што ќе ги имате и што ќе ги остварувате. Благодариме уште еднаш. Благодариме на вас. Благодариме на вас.